Некогашната улица Ѓорѓи Пешков во срцето на општина Центар од далечната 2014 година стана првата боемска улица во Скопје. Станува збор за пешачка зона во која граѓаните можат во староградски амбиент да се насладуваат како вистинските боеми од Дебармаало и да уживаат во традиционалните вкусови на македонската храна и квалитетно вино и ракија. Штом пукне првото сонце во Скопје, штом температурите одат во позитива, штом заликува на пролет, веднаш сите граѓани на главниот град, но и посетители, многу туристи, брзат да си резервираат свое место, свое столче, своја маса на најпопуларната улица во градот, улицата која што се наоѓа во срцето на Дебармаало, познатата Боемска улица. Денес решив да ја водам во еден од најбавите локали токму на улицата Боемска, локал кој што дише со својот етно амбиент, локал кој што е мета на туристи, но и на локалци. Зошто толку Чардак е посакувана дестинација на Боемска, ќе ви откријам во продолжение. Ајде со мене! Чардак е во срцето на Боемска, неизоставен дел од Дебармаало. Како започна приказната на кафеаната за скопските боеми, но и за туристите, зборуваме со Арсовски Драган, кој не навраќа децении наназад, во далечната 63-та година. Приказна за Чардак е почната претходно уште, значи над Скопска Црна Гора, од стариот ресторан Чардак, што отворен уште 1965-та, и од приказните, од легендата за тој Чардак, од постарите скопјани. Така да тој беше доста запустен ресторан и сакавме да ја обновиме скопската приказна. Веќе беа заборавени тие ресторани, летни ресторани, викендашки ресторани, така да со тој Чардак ја продолживме таа приказна, зашто после одреден период го вративме народ, го вративме Скопје, значи комплетно во тој Чардак. Но се деси тоа што се деси и моравме да ја продолжиме негде таа приказна. Таа приказна ја продолживме баш во срцето на Дебармаало, зашто сите знаеме дека приказните, поготово за кафаните, почнуваат од тука. Биле и мислам дека ќе продолжат така во иднина. А кога сме ке почетокот на приказната насловена Чардак, ова е личната карта на објектот, на познатата Боемска. Чардак има 40 места за седење внатре, плюс 150 места за гости надвор и место за пушачи. Располага со специјална винотека каде љубителите на виното имаат 80 места за дегустација на винските вкусови. Работното време е стандардно, а она што го одушевува секој ден од понеделник до недела, 365 дена во годината. Има музика во живо за добро расположение. Се гордеат со домашната пита и кисело млеко, традиционалните макала, селската тава, како и секогаш вкусните телешки образи. Мотото на Чардак е "Вратете се заедно да ја раскажуваме приказната наречена Чардак". Сега е ред да прашаме како беше да се реотвори Чардак и кои се сеќавањата на првиот ден. Се сеќавам на првиот ден, зашто тоа ми беше, како да ти кажам, некоја пресликана слика од отварањето на ресторанот во Скопска Црна Гора, кога го вративме цело Скопје да дојде на 15 километри од Скопје. Тука да беше полесно, се сеќавам зашто со исти интензитет, со иста привлечност кон граѓаните, значи кон традицијата, со Чардакот го привлековме тоа. Со тоа што знаевме што ќе понудиме и гостите знаеат што ќе очекуваат од нас, тоа што веќе го вративме името Чардак од времето што беше изгубено и точно знае нашата понуда, така да од првиот ден тргнавме по правиот пат, односно тоа што го зачувуваме, односно традицијата и македонската храна. На кој начин ја чуваме, ја презентираме. Мислиме дека тука сме на добар пат со тоа. Вака зборувајќи со емоции за самите почетоци, моравме да го прашаме Арсовски која е предноста на традиционалните ресторани. Традиционалните македонски ресторани полека се изгубија. Не само во Дебармаало, не само во Скопје, можеме да кажеме и во
другите градови низ Македонија, што е жално, зашто пред се треба да си ја познаваме нашата храна, треба да знаеме нашата традиција, после да, секој сака да експериментира, да проба друга храна, значи зашто немаме тука и да се јаде и морско, и риба друга, или медитеранска, или на кој било која друга кујна, но сепак мислам дека треба да има поише традиционални ресторани. Градов Македонија доста е посетена веќе од туристи, не сме некоја непозната дестинација, така да мислам дека е потребно уште повеќе традиционални ресторани да се отворат, зашто стварно сме многу мал број. Ние затоа колку се трудиме што повеќе да гледаме по-автентично и да ја послужиме храната и буквално да ја направиме на домашната бабина пита што ви се рекла. Бабиното селско место, ме разбирате што сакам да кажам, она традиционалното домашното сакаме, зашто кој да дојде од дали се од странство гости или нашите гости што веќе немаат време поради обврски или така да е времето за дома да прават сарма или дома да прават, не знам, подварок. Затоа ги правиме на тој домашен традиционален начин за да можеме и самите луѓе што немаат време тоа пак да имаат каде да го пробаат. Традиционалната храна секогаш е убаво кога се врзува со македонска ракија и убаво вино. Како земја Македонија, види, ние сме познати и по винско, и по виното, и по ракијата. Тоа ни е основно нешто. Ракијата, да, се уште е, значи на ниво што се уште е доста застапено низ народот и странци ги учиме што е ракија, домашен спирит или тоа што сакаме да го дајме и да го презентираме. Виното е во доста нагорна линија, што тоа не радува сите. Македонија прави прекрасно вино, што е светски познато, а не беше искористено од страна на нашиот народ, со тоа што, знаете, дајте го шприцерот, дајте го. Сега има друга тенденција. Има раз за човек да знае да се напие тоа вино со таа храна. Точно знаат да спарат кога да се напие совиньон, кога темјаника, кога шардоне, кога каберне да пие. Значи таа тенденција мислам е во голем пораст, што треба да не радува. Некако, шетајки низ винаријата на Чардак, ни се наметна прашањето само по себе. Како туристите, странците, реагираат на македонското вино? Па реагираат, да ти кажам право, со неверување, можеме да кажем. Не го гледаат со подценување, но секој кога ќе дојде сака да проба локално нешто, како и виното странците. И баш со неверување гледаат за какви вино уствари ние имаме. Како понудак винотеката, винаријата која отворивме ние горе Чардак, таа беше таа комуникација да ги донесеме за да можат по добра цена да можат да пробаат неколку типа вино. И со тоа прво ние ја врзуваме приказната со тоа после од каде е ова вино, од кој регион е, од тој регион или на таа локација ги праќаме, ги се поврзуваме со тие винари за да може да го осетат точно каде се срее грозјето, како се прави, што се. Значи таа култура сакаме да им ја донесеме, буквално комплетната култура за виното, за да сватат дека вино кај нас не се прави од пред 100 години, се прави од многу одамна на оваа територија. По чаша добро вино, ред е да и се вратиме на храната. Споруваме со шефот на Чардак, за нас добро познато лице, Никола Мишковски. И веднаш прашањето, тешко ли е да се биде шеф во традиционален ресторан? Кога дојдов тука, за мене ова беше една нова приказна, еден многу нов предизвик, тој што сакав, но и не сакав. И, знаеш, као се нешкав некако дали да влезам во оваа цела приказна и сватев дека ми треба тоа. Работев долги години некоја модерна кујна, фајн дайнинзи, нешто што никој не го правеше во Македонија. Си реков, фајн да пробам да го направам ова нешто на мој начин. Влегов оваа цела приказна, каде што за мене не беше ништо ново, беше се познато, но од страната на дегустатор. Многу слабо ја работев оваа храна традиционално. Ја сменив, кога дојдов тука, ново. Драган сакаше да ја задржиме традиционалната кујна, ја задржавме, но внесов мали примеси на модерна кујна. Нешто каде што ова грнено садче ја го дизајнирав директно во кичево, направив чини кои што ја ги дизајнирав малку помодерни да личат, внесов малку поголема приказна во јадењата и мислам дека направив многу успешна приказна. Гледајќи ова прекрасно сервирано јадење во овие бои на Македонија, морав да го прашам Никола, тешко ли е да се биде инвентивен кога е во прашање традиција и домашно приготвена храна? Знаеш како, ја не ја врзувам македонската кујна, туку ги врзувам македонските намирници. Имаме толку многу убаво поднебје каде што имаме страшно квалитетен зеленчук, но за жал ние некако го преготвуваме.
со македонската традиционална кујна. Секој традиционално јадење ако те подсетам не се готви, нема некој под саат време. А саат време знаеме на една здрава убава пиперка што ќе ја направи. И сега тоа пробувам да го направам на малку побрз начин, поедноставен начин, да ги употребам сите тие намирници, но да бидат многу поздраво сготвени, но да бидат вкусни и да некако ја осетиме традицијата на самата дегустација. Никола раскажува со мерак, како што и готви. Но добро, може ли да се издвојат бар топ 3 или топ 5 јадења со кои се гордее Чардак? Ја вака ќе знам, ќе ги ставам топ 3 или топ 5 јадења, нешто каде што не можеме во секој објект да го пробаме. Тоа се нашите традиционални макала кои што ги имаме. Имаме навистина големо изобилие на макала, па некаде околу 15 врсти, од постни, од млечни, од лути, од сладки, комбинација на многу вкусови и тоа ми се број еден некако. Сармите во сезона ми се исто така мене ми се голем фаворит, кој што ги пробал тука сармите, сватил дека е навистина квалитетна, убава домашна сарма која што изгледа бабачко така една 500 грамска. Една сарма е сосем доволно да се наедеш. И јадењата како образи свински и телешки кои што многу ретко некој ги прави во Скопје и во Македонија, кои што се деликатес. Ја им најдов една добар начин на подготовка, добар вкус, добра комбинација на сос заедно со тоа месо и направивме навистина добар бум, нешто ново на пазарот. Кој пробал еднаш, мислам дека се враќа втор пат заради тоа што луѓето не им беше познато тоа парче месо. Ја кажеш образи некако добиваш одма одбивно со образи. Во Италија можеби да се традиција гуанчале, нешто кое што се прави паста карбонара. Кај нас не беше познато. Кога почнав да ги подготвувам тие еден процес на подготовка кој што трае од 8 до 12 часа готвење на многу ниска температура, суви технологија, па ја вметнавме модерната гастрономија во традиционалната, готвено многу долг временски период, направен добар квалитетен сос, употребено вргањ, домашен смрчак, домашен добар демиглас сос, споено во едно грнено вакво садче и добиваме фантастична комбинација. Една македонска народна песна вели: "Вино пијам, ем ракија." Колку персоналот на Чардак внимава да ги едуцира своите гости да спарат добра храна со добро вино. А во Македонија, за среќа, ги имаме двете. Едукацијата некако на винариите можеби си го направи своето. Можам да се навртам 15 на години предходно, па и 10 некаде, каде што многу далеко бевме од винска култура. Сега сум многу среќен. Зашто сум среќен? Заради тоа што работев многу долги години со вино, имам многу добро познаење на вино и се радувам кога ќе видам на маса луѓе кои што взимаат вино за аперитив, убаво бело вино со добри макалца, убава салата, потоа ќе се земаат црвено квалитетно вино со некој парче месо и тоа многу ме радува. Тоа некако го приметив сега пред Нова година, кој имавме многу гости. Порано традиција беше да пиво премногу се пие. Сега сватив дека пиво не се пие воопшто. Сите бараат вино да пијат. И тоа ќе сватиш дека културата винска е многу променета во Македонија. И тоа многу ме радува, заради тоа што ние сме под ниве кај што треба да се гордееме со нашето црвено и бело вино. Ракијата си ја имаме, но и тука ме радува каде што почна многу да се работи на ракијата. Некако класичната бела и жолта ракија ми остана у позадина, сега почна да се работат многу модерни технологии на ракија, каде што убави ароми, квалитетни зреани раки, стоени во дабови буриња. Нешто каде што немавме прилика тука да го пробаме, го пробувавме на страна по, француски коњаци, сега некако можеме да се гордееме ние со добра, квалитетна, стара жолта ракија.